Кажи Ивона, кажи нешто на охридски. Смешчај да не треби. Здраво на сите, денес сум во Охрид. Тука сум со мојата пријателка Ивона Здраво! и ќе зборуваме, ќе ви раскажеме малку за Охрид, поточно ќе ви кажеме нашите впечатоци, што е тоа што ни се допаѓа во Охрид. Ајде. Кажи ми, Ивона, колку пати си била во Охрид? До сега, во целиот мој живот, мислам дека сум била околу 10 пати. Секое лето. Секој лето, да. Секој лето. Ова е нашето море, така. Охридското езеро е нашето море. И што ти се допаѓа најмногу во Охрид? Најмногу ми се допаѓа стариот дел од Охрид. Старите улички, античкиот театар, се што е поврзано со историја. Охридското. Охридското езеро? Охридското езеро. Да. Или на Охридски езеро. Езеро. Со поотворена самогласка. Езеро. А на Скопски изеро. Одберете си ваша верзија. Да. Планините наоколу? Галичица. Галичица. Национален парк. Архитектурата. Дефинитивно. Јас би додала архитектурата. И сега слушнавме, има многу турски туристи и слушнавме како велат калдрма на турски и сватив дека е турски збор и ние велиме калдрма и во Охрид има многу убава калдрма. Исто така ми се допаѓа фактот дека е роден град на многу автори, уметници и поети. Например, ќе го издвоиме Григор Прличев. Да, денес ја посетивме неговата меморијална куќа од 19. век и светите Климент и Наум. Нели? Тука ќе најдете и статуи на Климент и Наум. Тука е основана Охридската крижевна школа, така што е навистина град што инспирира. Некако инспирира уметност, книжевност, духовност, да не ги заборавиме црквите. Многу луѓе го нарекуваат Ерусалим на Балканот, затоа што има неофицијално колку цркви? 365 за секој ден од година. Да, барем така се вели. Сега кој ги избројал? Така, предпоставуваме. Меѓутоа е убава бројка. Денес е неочекувано студено, како за август. Зима. Почнува зима. Мислам дека е прерано за зима, меѓутоа малку е студено. Мислам дека и водата е студена. Денес не се обидовме да се капеме во езерото. Меѓутоа тебе воглавно ти се допаѓа водата на Охридското езеро за пливање, например? Ми се допаѓа со тоа што во август ми се чини е малку потопло од другите месеци. Има доста камчиња. Да, да внимавате на камчињата, нема песок. Ретко на која плажа. Како на школчињата? На школчињата. Да. Ти посебно ги сакаш школчињата. И рибките. Има многу рибки и водата на многу плажи е многу бистра. Така, бистра вода. И се гледаат рибките како ви прават педикир на нозете. Дали знаевте дека Охридското езеро е едно од најстарите и најдлабоките езера во Европа? Кога ја гледаш Самуиловата тврдина, некако те пренесува во средниот век, нели? Со нејзините стари ѕидини. Изгледа како да го чува градот, како се уште да го чува градот. И многу е воодушевувачки како тие ѕидини се уште стојат и како се уште толку цврсти. Тоа е се за денес. Времето не е многу убаво,
но се надевам дека ветрот не го уништи ова видео, ќе видиме и се надевам дека можевте да научите нешто. Пишете коментар дали сте биле во Охрид и дали сакате да дојдете и се гледаме наскоро. Чао! Чао!